По 16 години власт, неприкосновениот Рамис Мерко заминува од градоначалничката фотелја. Ова е крај на една ера обележана со низа контроверзии и долготрајна доминација во Струга. Во тесна битка за едниот градски татко, независниот кандидат Менди Кјура и Арсим Далипи од Национална алијанса за интеграција влегуваат во втор круг. Разликата помеѓу нив во првиот круг е 215 гласа во корист на Кјура. Ова значи дека официјално има втор круг, меѓутоа ја мислам дека мојот противник, опонент ќе го задржи зборот и ќе се повлече и мислам дека нема да има втор круг. Исто така, ја мислам дека и да има, веќе се знае кој е градоначалник, да го чуваме овој дух на единство и достоинство секој ден, затоа што промената започна и никој не може да ја запре. Кандидатот на Национална алијанса за интеграција се огласи преку Фејсбук. Но ова не е крајот. Денес не се откажуваме. Денес ја продолжуваме битката за соборување и за победа на Струга. За нашата Струга. Струга што беше бетонирана, обезличена и ограбена многу години. За Струга што заслужува достоинство, развој и подобра иднина. Турбуленции во градскиот совет. До неодамна позицијската СДСМ не само што целосно ја загуби доминацијата, туку доживеа вистински дебакал. 23 советнички места ќе ги пополнат 8 кандидати од Национална алијанса за интеграција, 6 од ВМРО ДПМН, 4 од ВЕН, Левица и СДСМ по еден. Тројца советници има групата избирачи предводена од Анела Кјазимовска, зад која стои Рамис Мерко. Ја скрои по свој терк, за да има повторно влијание во советот. Кјазимовска, која е тотален анонимус на политичката сцена, се знае само дека била асистент на некој универзитет. Останатите двајца се десна рака на Мерко. Едниот, Енвер Весели, е вработен во општина Струга, а другиот, Аде Мајдаровски, беше советник во претходниот состав од редовите на ДУИ. Мерко своевремено го вдоми и како веде директор во основното училиште Гоце Делчев во Подгорци. Јавноста го памети по скандалозната прослава на албанското знаме во 2023.